Ајде, добре дојде. Извината. Добро вечер. Да не сакате крукче. Превоз. Превоз ми треба. Јас малце за добро дојде ќе исклучам колата. Добро мисли. Дај првите 5 минути да поминат малку. Не, јас се запали по-жешко. Леле, ја нешто, секогаш кога кидам у Битола ми е ладно, се нешто овкам. Овде вели ме пелисте родува. Леле. Чека една бубица тука има. Ивона, навечер ја снимаме. Се извинуваме за условите. Затоа ќе видиме паркирани. Да. Не си прва што снимаме паркирани. Имав еднаш дефект, југото масло ми прокапи цело, не можев да возам, имам гости. Емисија или? Да, и мора да бидам паркиран. Второ бевме со едно мало детенце мати да го поздравам, кое што тропа на тапани, најмладиот тапанџија практично во Македонија. И пошто е мал не смееше да се вози напред, нели по закон мора назад, ја сакав напред да го имам на камера и морав паркиран. И еве, трета ни е Ивона јо. Can't wait. Еј, добре, дојде во Битола, кажа дека ти е ладно, ама вечер во Расчекор сигурно жешко ќе ти биде. Па 100%. 100% во Расчекор секогаш ми е жешко, затоа што има многу убави луѓе со многу убава енергија на едно место кое има толку енергија. Така. Преубаво. Ја многу се ја сакам Битола. Битола ми е секогаш добредојдена во распоредот и во агендата и многу ми е криво што никогаш не сум си дозволила онака да си останам некој ден, знаеш? Се ми е некако на брзина идиш некако. Да, и тоа ми е криво малку, ама ќе го сменим нареден месец. Да, и претходниот пат кога се видовме тука во Битола и предпретходниот пат кога се видовме, секогаш беше истиот момент, сакам да си останам малце, ама некако немаш време. Да. Некогаш треба да дојдеш на лабаво, на вистина без да не работам, без ништо, да си прошеташ, а бога ми сакам да дојдам до Куманово, не сум бил неколку години. Добре дојден сте. Па не дека знам што има во Куманово, затоа што знам што има дома кај мене у соба, зашто само таму сум и на некој измеѓу пат, посебно периодов, ама у принцип не се случува нешто многу. Денови на комедија кога ќе поминат толку. Толку денови на комедија имаме, толку. Јас прв пат кога дојдов во Куманово, најинтересно нешто ми беше дека видов дека нема плоштад. Ако нема плоштад? Па тоа малото таму во центарот, што нели е паркинг, нешто какво е сега со монтажен паркинг што го направија. Нема откарше не е плоштадот, не те однеле. Тоа е не, имаме плоштад ние, само тој те однеле на еден друг кој што го загради, направија само Куманово напиша на него. И толку е откарше главниот плоштад имаме. Сум го пропуштил. Ништо, ќе доеш си на една тура. Ти ќе мешете, значи во ни еден друг Кумановец нем да верувам. Ќе умру, ќе погину, ќе се не виду. Него што? Ти ќе ми кажуваш. Ти ќе ми кажуваш, да. Јако беше Штип студирав, имав колегијат Куманово и многу го засакав тоа што е кумановскиот дијалект, ми е доста интересен. Кај тебе во периодов се случија премногу работи. Некако и мислам дека откако се појави ти на да речем вака на естрадата, се нешто се случува со тебе. Нема застој, значи. Ама знаеш што е тоа? Сите така мислат, а тоа е знаеш зошто? Затоа што ние живееме јавен живот. Ја верувам дека на секој од нас нешто му се случува. Ти се замисли еве човеков сега моментално што поминува, не го знам кој, да го земеме да го прашаме, да го ставиме неговиот живот јавно и кај него ќе се случува нешто. Де едно, де друго, де трето, само што ние јавно живееме, јавно се менуваме и тоа е главната проблематика зашто ние не смееме, знаеш, некако јавна личност и не смееш да се менуваш. Ние се менуваме пред камери, еве сега. И ова секогаш го кажувам, као сега се случува едно, утре може сосема друго. Пред пола сат ми се случија некои работи кои што се новитет у мојот живот, а не 30. А од што се плашиш вака најмногу? Од инстинктивно ќе одговорев од губиток на особа која што сакам во мојот живот да си отиде од мојот живот, но после губитокот на татко ми сватив дека тоа не е неголемиот страв, туку е животот после да направам нов живот после губиток на одредена особа. Ето така. А губитокот, кога губиток, јас знам дека он е сеап на подобро место. Или општо за губиток. Да. Еве и јас можам да бидам и емпатичен кон тебе заради моментот и јас сум израснат без татко. Сам од 8 година татко ми јас кога имав починат. Веројатно можеби подобро го доживеав, да речем, на некој начин се подобро во наводници, моментот кога замина ради тоа што бев мал и многу не бев свесен што се случи, ама потоа во животот осетив колку ми треба и фали, ете така, да. И веројатно е тој моментот сега што го спомна ти дека после Афтер шокот, да, како сега?
Затоа и викам кај тебе се случува цело време некои такви турбуленции горе-долу, ете загуби татко. Да. Претходно имаше ти оперативни зафати кои што не беа лесни, знам дека тоа и тешко врви. Се спремам за друг. Се спремаш за друг. Сваќаш тоа, нема застој кога ќе застане. Ама некако таа енергијата која што носиш во тебе, човек некако позитивно делува. И кога да те види човек се секогаш насмеана, секогаш што и да се случило, ти секогаш на позитивната страна гледаш. Ти е училиште од домашнитето или животот те научи така? Професијата ме научи така. Професијата ме научи дека кога ќе се запали камерава, ја немам право да сум даун и у овие моменти ја уживам. И која сум ја кога ќе се изгасне камерата да си направам пак да ми е лошо. И знаеш, некако ме раздвижи професијата и професијата ме научи дека им немаш право да си негативен, а и некако и не е убаво да си негативен. Ништо добро не носи. Напротив, секогаш кога ќе сум излегла од проблемот, од шаблонот на проблеми, кога ќе сум си ставила позитивна мисла, за 5 до 10 минути ми се решавал проблем. За разлика од тоа, дури сум траела со негативитет, не се средило ни 22 дена, а не 22 минути, така да... Ето така, значи какво и ти се мислите таков ти е животот? Апсолутно, и какво ти е верувањето, таков ти е животот. Така, во што веруваш најмногу? Во Бог, во Исус Христос и во неговото постоење, затоа што ме има спасано во овие најтешки моменти кои што моментално ги преживувам и кои што не се за пред камера, а преживувам нешто фамилиарно ван смртта на татко ми. Само тоа, некој да знае моментално што се случува и како јас се носам со тоа, ќе си каже оваа или е ладнокрвна или што се случува, но вербата дека се кога ќе препуштиш таму кај што треба да оди, односно на Бога и на верувањето, тогаш си стварно безгрижен и стварно немаш потреба за никаква ни грижа, ни сомнение. Така да, во Бога. Одлично. Мислам, убаво е да се верува во нешто, сите сме... No matter what, некој во едното, некој... Било што, но сепак на вербата и што религијата го налага, добро да го имаме, бидејќи тоа не движи и напред. Ета така верува, јас во нас свршечено работам, а и ме бенде и са моментот што рече работата е таа што ме тера да бидам позитивна, значи го работиш оној што го сакаш. Исклучиво. Да, ти пееш, што знам, и во одреден период беше инфлуенсер. Се не знам дали се уште се јутубер, како да речем, не знам. Сега со новиот закон и сега си викам, и сега како ја да се декларирам како пејачка која што понекогаш живее од реклами. Да, малце. Као сега се измешано, ние имаме реклами како пејачи, знаеш. Да. И некако ми е како не сум се Има и актери кои што, например, не се инфлуенсери, си имат публика која што е. И као секогаш сум за правдата и законот да има издржливост. Нема врска, навлеговме во погрешна тема, него ми е моабетов дека не знам дали се декларира инфлуенсер, влијателна личност сум. Добро, тоа е инфлуенс англиски во превод, влијателна личност, ајде така да го кажеме, ама тоа е инфлуенсерскиот начин, влијателниот начин на живот. Еве сега и ќе него закона. Да видиме пак како ќе изгледа целото. Што е најинтересно, јас на пример сум дете кој што излезе од телевизија и да речем ги пазам оние моменти кои што ги научи во телевизија. Значи неќам да имам цовки во емисија, неќам да имам некои такви работи за разлика од некои други кои што ги имаат се што нели на содржината, да. Кога сме кај работата и кај тебе, што најмногу те нервира во нешто во работиш? Бидејќи кажате прави срекна и на друго мора да има нешто. Леле, има. Има неколку ствари. Едната од нив се решава сега со новиот закон. Нема да се пуши цигари нигде. А ти не се пушиш? Кажи, најди ми еден пејач и пејачи што пушат, кои што ќе седнат тука и ќе ти кажат, ле, супер се пуши, ние кога ќе застанеме на сцена, ние пееме со целата снага. Дишиш премногу. Дишиш премногу, тие моменти, пушењето никако, и тоа е една од стварите кои што ми се онака... Никош не си пробала цигара? Не сум, јас сум бивши пушач од ние најлошите. Кои што биле зависници. Тоа е најако. Значи, ти си пушела премногу и сега не пушиш. Како? Кажи ми ја за престанам. Имав проблеми како мала со белите дробови, постојано спуштав на белите дробови, воспаление на белите дробови. И докторот кој што ме лечеше на пулмологија во Скопје, сега името ќе ми опрости ако ја гледа емисијава, ако ја следи кариерава, а мислам дека ми ја следи,
ми кажа, ако сакаш да се занимаваш, тогаш бев во прашалници со што сакам да се занимавам, ако сакаш да се занимаваш, го цитирам, со пеење во твојот живот, ќе фрлиш кутијата и наредната како се викаше леле испитување во капацитетот на белодробието кога го проверуваат, нареднава спирометрија, ако не ти е подобра, ја веќе нема да сум ти лекар, а беше еден од најдобрите. И јас излеговме со мама од неговата ординација и ја згужвав, смеам да пакетката од цигари, Lucky Strike тогаш пушав, фрлив, никогаш веќе. Браво. Се дур не излегува се новитетите. Новитетите и косиве. И сега сум убитка со нив, не пушам, дефинитивно, наполнет ми е секогаш, а последно сум запалила пред 30 дена, па сега не ме класифицираш како пушеш, нели? Ти си значи оние ретки пушеш што некош ке запала цигара. Иначе си преубава шминка, нови ретровизорот малце сенка ми прави. Добро. Кои си ти ретрове, добро? Па за да имаш спонтаноста, не спонтано. Друго нешто за не ме пере само тој сенка некако научи да ти држиш. Благодарам до Makeup Studio Art. Ако смеам да ги се видиш минка да ма секако ноки би толчани се. Смеј, нема проблем. Огромен поздрав до нив, до Христина која што е задолжена за мојата шминка и целото студио за мојата фризура, мајка. Поздрав и од мене, кога мене ќе ме нашминкате? Кога? Лажам. Мене само Султана ме шминкаше и толку доволно. Не сум бил шминкан до сега. И да се завратам на темава пушењето, понекогаш безосетноста на така на моментот кога ќе ми го бутнат микрофонот со нога. Па то лошо е да ти кажам, имаше на ситуација забика што трошен ден. Да. Ама добро се. Пазете кај пејачите, ве молам без забики ги оставите, не знам. Знаеш дека некогаш знам ми да кажам на микрофон, зашто се плашам, замисли да останеш на сред настап на почеток без забик. Како ќе утре ќе го направам, него. Ама зашто да го правиш? Вечерта, добро, ајде, тоа е професионалната деформација. Не знам, се случува, ама вечерта како ќе преживам. Да, има луѓе саксофонисти и така, таму луѓе кои имаат инструмент во устата да го турни некој и ојде забот кецот на. Тие моменти, има моменти не можам да кажам дека ме нервираат, ама можам да кажам дека се тешки, дека кога тебе ти се плаче, ти треба да пееш. Тоа е веќе емотивна борба. Тоа е. Па тоа те учи да си јака личност. А вака, например, во однос на, бидејќи јавна професија, сигурно имаш и луѓе кои што не толку многу те сакат. Така има луѓе кои што на некој начин не ти хейтери ќе ги наречеме. Не знам, може некој ти се заканувал за нешто, дали си добивала, не знам, некој незгодни понуди, кај што во тесно те клавале, си имала некои такви ситуации? Во принцип, луѓето се соживуваат со твојот живот што го споделуваш на социјалните мрежи, мисля дека се она ти што ќе објавиш е тоа. Да. Дека ти буквално добро утро, еве ви, добар ден, еве ви, а измеѓу добро утро и добар ден не гледа дека има. И сега, кога нема да се сложат со некоја моја идеја, постапка, начин на кој што јас сум се отстранила некој човек од мојот живот, тогаш стануваат и агресивни, онака имаат чувство дека го имаат целиот твој живот во дланка и знаат да напишат некој коментар, закани, сум имала како смееш да си дозволиш тоа, како смееш да си дозволиш, ама во принцип за моите избори било. Не сум имала некоја ситуација во која што нели ме ставило тест на професијата, но можам да кажам дека се плашам. Дека се плашам и не објавувам секогаш in real time where I am, затоа што не знам. Сега кладе сторија кај сме? Не. Добро, поарам. Не, ќе објавам, например, ако се одлучиме сега да седнеме после ова негде, ќе објавам дека сме биле тука, па знаеш, Оти видов дека сликаше нешто. Да. Страф ми имаше случаеви со убиства, значи да не навлегувам во моите стравови, но ми е страв. Добро. Мислам дека не треба се плашиш, оти ти не си се некоја личност која што Да, ама не знаеш од што ми е страв? Јас сум оние тинејџ кои што гледа American Stories. Знаеш, не знаеш кој те опседнат од тебе. Например, еве сега добив порака од еден човек кој што непрестано ми пишува, а вечерва кај си ми пише прател. Замисли. Абе добро, ти имаше на стори објавено дека вечерва си расчекор. Да, ама кај убитого не мора да знае. Добро. Значи нема да му кажеме кај е. Не. И ама олабај малце човек, кој да си? Олабај. Значи во ред, нема да се плачеш, ајде глупости сега. Испративме тамата малце на Па добро, it's okay, ама не сум зборела со никој до сега. Да, на вакви работи. Па гледаш. It's okay sometimes. Сакав малце да те прашам, оти гледав интервјуот, друго кај си изјавила, што си изјавила, значи не ќе ни да се повториме во нашо го имаш. It's good.
што го имаш, да речам, искажано или изјавено, ми е муабетот, ти беше и ова се прашале сите, сепак е дел од твојата кариера, Звезда Гранда, ама мене прашањето ми е некако си помина таму или што искуство доби, туку дали на пример се крива цената на еден музичар после тоа кој ќе настапи на Звезда Гранда или ќе се надпреварува во тој дел. Бидејќи да речеме се ти претходно пред Звезда Гранда си имала некоја кариера, така си настапувала негде, си свирила песни, си снимала. Веројатно си имала една цена, одиш на Звезда Гранда, после кога ќе се вратиш, дали имаш друга цена за настапување? Јас ја имав таа несреќа, немав тогаш активен бенд, немав ни почнато со лајв настапи, кога се пријавив и кога учествував, и многу ми е крива за тоа, затоа што не го искористив тој момент, а дефинитивно не го искористив како прилика, не дека не го искористив финансиски, него не го искористив како прилика да можам да почнам и да се поставам негде, туку ја на друг начин, малку потешки од како е за себе животот. А тогашните луѓе кои што веќе има кариера и кои се појавија таму, да накачија на цена и накачија на име. Уствари накачија на да те има повеќе, и со тоа што ти има повеќе ти можеш да си дозволиш покачување. Реално во Македонија повеќе од 100 евра газдите веќе тоа го гледаат како барем за во фаза кариерна во која што сум јас, чекајте малку, каде, што и како. Што ќе ни испири за 100 евро, пример. Да. Испири вака друго е, со цената. Да, ама па искористив момент на градев се градев себе си низ тие денови таму учествувајќи, па после го искористив не настап. Во смисла ми е мене дали генерално повеќе маркетинг носи Звезда Гранда или да те носи на како пејач? Не, носи маркетинг, носи се учеството сериозно таму ми има помогнато. Стварно мисле во смисла како пејач не ти дава некој голем напредок реално, освен маркетингшки. Во мојот случај, речем техника на пеење да те научи некој таму. Во мојот случај ние немавме ментори, сегашните сегашните звездите на Гранд имаат ментори и некои од менторите учат, некои не. Ова искуство од колеги кои што имам слушано, а немам учествувано во сезона, каде што имам напредувано технички, но со самото тоа што ти знаеш дека треба се представиш таму добро, ти напредуваш на некоја си своја техника, така да се е некако вржано. А ти си учела вака од некои техники за пеење? Не. Никогаш? Ти се сеќавам на тој период, Бато ми се чини, не знам дали ти беше прва изведба, ама беше едно од најпопуларните што цела Македонија, мислам дека те гледаше, македонката, видете, македонката на Звезда Гранда беше како испеа. И тоа што мислам дека и Калиопис реагира, така и Да. Песната беше вистина баш добро ја донесе, вонака вокал, видовме тогаш те видовме во едно право светло, јас те знам од периодот на Идол. Не знам дали се сеќаваш такива моменти, од 2010-та. Пресладко со тоа розевото тракиче тука. Точно многу мала беше, колку имаше? 13. Не смеев да кажам дека имам 13. Нелегално беше на Идол. Да, па нелегално бев на Идол, дури можев да бидам нелегално и кога веќе не смеа веќе да ме пуштаат. Да. И затоа и испаднав. Техника немам учена од никој да се навратам на темава, Калиопи изреагира тогаш и фала му на Бога што ми дал таков дар. Дефинитивно треба малку да се позанимавам со тоа и престојниот период баш размислувам околу моментот дека стареам. Ме плаши старењето и ме плаши поставувањето, знаеш, некако кога ќе ти ова професија, кога немаш школа и знаеш некако ти е за 10 години сега. Значи и Леди Гага и не знам Витни Хјустон и сите светски звезди кои што биле на сцената и уште се активни, секогаш во сите интервјуа кажуваат дека биле или оделе веќе на часови на пеење. Значи тоа му е како тренинг. Така да мислам дека е добро да се посетуваш и часови за пеење и секој пејач што треба да го прави, ти сепак убаво е некој да ти покаже, да ти даде на барем друга димензија, ако ништо повеќе. Јас вака само си проверувам како одиш, одлично оди камерата, здраво камерче, здраво гледачи. Мислам дека супер муабет направивме за да го задржиме вниманието. Кога веќе сме и кај музиката, некако слаба миси со авторска музика. Што да направиме за поќе песни снимаш? Па да се натерам да влезам у студио, песните чекаат на мене. А имаш веќе готови? Темелко активно работи. Не си ги вади пувки, тоа сте ги вади. Темелко активно работи. Толку сум опуштена што и пувки почна да си вадам. Темелко активно работи на веќе добри 2 песни, друг автор работи веќе активно на други песни, се работи, но ми требаше
и требаше време да најдам што сакам да снимам. Не ќев да, знаеш, направив неколку песни. Направив песни во кои што не бев тотално сигурна и сега сум у фазон сега ќе снимам исклучиво нешто пратено така и молитва беше меѓу првите кои што кога дојде до мене кажав ова е тоа, ова е моето, ова ќе го работам она кое што е онака почувствувано, нема да летам. И затоа решив да биде обмислено и размислено и се да биде така. И тоа е малку лоша карактеристика, затоа што ќе нема толку многу, но еве се работи. И еве закажав наредна... Не, ова е наредна недела, влегувам у студио. Ајде да работата, малце музика македонска, боже мој, многу сме слаби со македонска музика последниот период. И некако нешко ќе збораме, и со млади деца сум често во контакт, ги прашувам сите, слушате македонска музика? Најчесто два бона ми велат. Знаеш како тие се како да речам мотив за да те асоцира нешто на македонска музика, ама не се само два бона на естрадата, мислам секоја чест за она што го работат дечките. Одлични се во она што го работат, ама имаме толку многу пејачи, значи еве јас барем знаеш и само со колку пејачи до сега сум снимил кои што дошле во битола на свирки, публика има, ама некако во авторската музика слабо врви. Дали радиото послабо се слуша, не знам, послабо вртат македонска музика, не знам до кај е проблемот. Што мислиш ти? Ја мислам дека се вкупно, сите заедно сме одговорни. Не можеме за ова да го кажеме само државата, иако и она има удел во тоа, имаме удел и ние. Пејачите немаме фестивали, например. Да, немаме места каде што ќе можеме тоа да го музички емисии, така да го земеме. Избор за песна на Евровизија беше убав момент кога што многу песни се работеа за тоа. Избор на Евровизија. Па сепак излегува таму 30 песни имаше за избор со две финали, ние имаш 30 песни во еден месец. Скопски да го спомнам на времето, значи се тргна желбата некако како да престанавме да се радуваме на таквите нешта кои што ни прават радост. Потоа самата држава и не дозволува многу финансии околу тоа, плюс ние заработуваме тоа што го заработуваме по настапите за да имаш поише настапи, ти барат повеќе музика. Знаеш, некако цел тој круг е некако тој па се охрабруваат, србите заработуваат од Spotify. Да, Србите заработуваат од YouTube. Да. Србите може да си направат албум слушајќи од Spotify парите. Да. Знаеш? Кај нас има пари од Spotify? Не. What? Wait, what? Не. И тоа е еден зачен... Ние се смееме на тоа е жално. Ама жално, ма не, јас се смеам од жалост, не се смеам од друго. Знаеш, србите сериозна сума заработуваат од Spotify и може да си платат у текот на годината едно 3-4 сериозни спота. Да. Кога ќе кажам сериозни, мислам на сериозни спота, сериозна музичка продукција. Ама тие имате продукции, пари вадат од се што. Затоа сме далеко од тоа, а се бара од нас, се споредуваме и знаеш, некако е. Да, ама ми се чини па и тој дел на Македонија горе, Скопје, Команово, некако се поќе стремат и кон она што прави српската естрада. Некако така, знаеш, кај србите ова се снима, ќе го имплементираме и кај нас. Кај србите ова се снима, ќе го имплементираме и кај нас. Што е на моментот кај што на пример ние треба да ја задржиме оригиналноста како македонци, македонски народ во однос на како се работи правилно и точно македонска музика? Јас не... Дали воопшто треба да имаме влијание од некој од соседите? Оти ние, например, во битола да не бараме влијание од грците. И се грчки милост да имаме во песните, нешто како е чудесен тој момент. Види, не сум ја размислувала темава на овој начин. Знаеш зошто? Затоа што не сум израсната со, нема да ме сватиш погрешно, со поделби. Јас сум израснат у една средина албанци, македонци, срби. Знаеш, јас сум некако, а и самата индивидуалност моја е многу отворена и некако мене не ми пречи кога ја ќе слушнам дека некоја македонка ставила со грчки мелост нешто и потсеќа на тоа. Не, во никој случај не сакам дека јас да бидам сватен. Да. А од друга страна па тие очи, например, ми има ставено македонски тапан и барав македонски тапан за да се слушна македонскиот мелост. Да. Јас верувам дека секој треба да го да си ја изрази својата автентичност низ музиката која што ја снима, е сега кој што има. Некој кој, например, некој ако го има оној македонски идентитет, знаеш, оној патриотизам, знаеш за кој патриот? Дефинитивно тоа треба да го прави и имаме такви артисти кои што тоа го прават. Ја, например, никога во наредниот живот ти ја побарале заветна да ја испееш? Не. Би ја испеала ако ти ја побарат?
па би ја испеала, ама не сум ликој што ја бара. Некој што ја бара. Заветно. Ајде испееме завет. Само ти... Како идеше текстот? Може да го најдам текстот? Со Чекај тоа сега сум има лош. ме збуни, да. Не. Веднаш ке те премолчам. Чекај, вака. Да не биде дека- Да бараме, да. Добро, во Секој музичар секогаш. Да, текст. И во студио кога се оди, јас секој знаме текстот први научен на памет и после идеш по студио снимаш. Од почеток? Да. Ајде фати си интонација. Негде ке те премолчат, негде ке те сокријат, гров со грова ке... Ти е старцато? Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Тарарарам пам. Само Ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Рапапапарарарам. Векови, вековни, заедно ке минеме, древна земљо македонска. Румба, барумба, румба, Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Знаеш, сега друго пеам ова. Ти буди чувства, ама песна. Жива, само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Толку многу некако, има леле ова нема врска во збор. Кажи. Толку многу сме пропатиле како држава. Да. Од кратци, Од се сешта. од робство, да почнам од робство, па од кратци, па од дупли кратци, па кратци, па дупли и се тоа така. И смо кратци, Нема- кратци. Да сум го изгубила чувството ја лично да дека некогаш оваа држава може повторно заедно со народот да биде сплотена и да биде жива вода подземна и да извира и да извира. И кога ќе тоне извира, кој тоне, кој извира, ти се молам, зошто то ние тонеме, кај извираме, ти се молам, па ја да го почувствувам, кај што тонеш ти извираш. Реинкарнација ме сва. Нема појако, живи се, ајде да објасни. Ме разбираш? Разбирам, да. Као толку се потонати да не можеме ни изворот да си го најдеме. Господе, ама ова е искрено, тотално искрено. Ти се молам, еве, немаше да го кажам ова да не ме натера да испеам песнава. Кај што тонеш ти извира. А ние толку се. А ние дното не можеме да си го... Леле. Извини. И тоа ние, не... Кој ја прави државата? Ние. 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 Јас бев приморана пред 3 дена да бркам врски мајка ми да се снима затоа што... Наредното снимање за онколошки пациент е за 3 месеци. За 3 месеци каде што можеби некој нема да биде жив. Sorry, but кај тонеме, кај извираме. Нигде ни тоне. Леле, кај Да, ама тотално си во право, тотално си во право. И поради ова, у овој момент што го виде на мојот карактер, кој што го разбуди, луѓево има два типа на луѓе. Ме сакаш или не ме сакаш мене како личност. Така е, и затоа е... Ето, имаме и малце дополнително светло. Леочарија. Добро, и то се дешава се. Ама изгледа не сваќаш што правим. Real time е емисијата. Што? Добро вечер. Што вие бе снимаме, еј? Што се дека? Снимаме. Слушаме, нема да те најдиме. Абе снимаме. На лайв сината стура јак многу. Може ли сум на лайв снимаме? Излези од кола. На лайв си многу јак, нема да те најдиме. Абе застани, чекај малце. Што е проблем? Како што е проблемот? Снимаме, статура си чекај. многу јак. Чекај го Слободно снимаме. звони в полицијата ако сакаш. Остава телефонот, клај го напред телефонот. Излегој надолу. Не можам да излезам, застани се снимаме. Абе што се дешава, ме заеба? Леле, ако ме заебаваш, ќе те убијам. Леле, ако ме заебаваш, ќе те убијам. Оди се ним так Ќе те заебавам. Дали си нормален?
Иначе и од секунда. Тере си работа. Тере си работа. Тере си работа. Не можам. Тере си работа. Не можам да издржам. Ајо иде. Зато се Дај си нормален. Бегај. Ау, срчка, леле, срчка ќе добијам. Леле, срчка ќе добијам. Леле, срцето ме фати, леле. Ау. Имам пелагонка. Животот у 3 секунди рефлексија на битните особи направив вечерва. У 3 секунди рефлексија направив. Кој ми е битен? Што ми е битно? Не ми беше јасно. Вратата не е отворена, тај од мене, дај. Бо имаме... Ти си знаеш дека немаш пишано напротив никој ништо. Ова тоа е тоа капаче. Немој се да правиш си мими. Ова сега ти дојма You got me. Тоа се ти зари. Пролом во вода што не купи за бубрезите. Каза ти дека почна да се смешки? Тој дека почна да се смеи? Не, ја него видов, Не, тај ме видеото пиштова кај што се случува и Да, ја не сватив ништо. Јас сватив дека ќе си кажам на глас ако вакво дека ќе губиам, па што биде нека биде. Плюс одредовте со джип човек. Јас зашто тебе удам. Ајде влезете в кола, го сакате сите. Ај, од памет мисли. Сите. Ау, Чекај да ви направам место. ау. Ау, живот, леле. Леле, ова ќе биде priceless. Ова ќе биде priceless реакција. Абе ти мисли само така ќе Чекај бидеш во малку, ова емисија? ти го правиш стално? Не. Ќе сум слободен. Правите место таму Слободно назад. време. Поклоните. Чекај. Не. А ова што е? Тоа се си е гратис од амбиентот. Леле. Ова е само за искусителни гости. Ми мајќаш сега? Оти ми се да. Леле, јас земав телефон, кај ќе се јавиш, кај ќе звониш. Да ти пелагонка и да напишем. Како па да не? Ја опомена ти немој да звони во полиција. Звони. Во полиција. Не давај така. Не тргнав во полиција да звонам. Тргнав на мајка ми да ја кажам тоа е. Мајка, една е мајка. Една е мајка. Дневниот крај дојде Леле. за Само јако беше светлата, први едно друго и се излегваш ти со пиштолот. Што се случува? А еднаш Сакам да го видам итно моментот. Неле ќе се уве. Отрудив да бидам малку поагресивен со тебе. Да, добар беше, добар. Не те допира. слушај како ти кажам, кола се договаравме кој кај ќе влезе. Сега јас викам на време кумбата копачно. А зошто ти? А, реков чекав малце поагресивно. Не зошто ти. А ја цела емисија прашувам кој му е најголем страв. Од што се плашела, тоа се со финта. А што ти кажав ја? Па ми рече загубата. Како па да не видја. Олади, мртва стана, види ме. Сменија во меѓувреме. А, почеток се. И ја прашав дали некој му се заканувал во однос на она што изјавила. Па во моментот сега рече имаш луѓе што ме сакате, што ме неќат. Сега Да. го разбуди овој карактер и Да, сега да. мене има луѓе. Ама да знаете каква тема зборевме. Сваќаш ја поврзав политика. Сваќаш ја бев навлезен во политиката. Кон тоа. Теле, јас ја Заветна е песна. Знае, ја пеевме заветна и пееме, само ти си бесмртна, жива вода кај што подземна, тонеш. кај што тонеш ти извира. Кој извира, бре, викам? Кај извираме ние? Ние тониме. Ние тониме. Кој да извира? И ти излегуваш со пиштол пред мене. Ај, викам, нема врска. Црн затемнат. Еј, Дечки, да знаете, гледајте. Да знаете. Дајте ми се тие поклоните од назад. Сега да, на интересно. Сега као... Сега да те спомнам малце. Добро. Ево се. Олема да ти го поклонам. Може, ајде. Мими, ке те Како? слика ние да ги најавиме спонзори. Може Ајде. сите, Има ајде. бјути центар, добиваш нешто за разубавување, Ето така, браво, кумба, има бјути центар. али секојаш може и уште. Благодарам. Кучиња, мачиња чуваш? Да. Риба, нешто, Мажот ми чува. Ајде, И кучиња и мачиња. мачина, мачина. Сакам да ти е. Што има тука за миленичиња? Преубаво. Мажот ми чува. Сака да ја... Што не го давам. Што го сакаш? Не. Не го даде. Може ли да На не? диаболија. Да ти кажам право на господина, да му го. Моје, да, оснухме, еве нема пачка на диаболија, закочене, не работи. А гледам нешто од таму, да не снимат и од таму? Не.
Снимателната камера поставена? Телефонот го Да. Леле, ова ќе биде. Го заборев далци GoPro-торат, ојдов на работа, да барам хулиганка и ова ми од моторот што го заборев GoPro-торат. Пријако човек. Леле, ова ќе Абе, биде. ова ми е само за одредени гости, не за сите. Те си служи едно вакво издание. Треба вечер да пеа. Па супер, знаеш каков амбиент ќе направиш прв чекор? Да. Ајде за крај само кажи ми како е во заедничкиот живот и да ја завршиме емисијата. Сега немаш право да ме прашуваш. Од кај да знам како е сега? Не знам како е, цело сум потресана, знаеш колку погледни ми ги лаце. Погледни што ми направи, леле, ладна сум, цела мртва паднала. Фала му на Бога, преубаво ми е, прединамично е, затоа што сите честитат и се нешто ни се случува, ама е преубаво. Преубаво е да најдеш човек кој што може да те разбере во секој сегмент од твојот живот. Затоа што мене е тешко малку да ме разбереш. Да, се надевам дека и ова вечер веќе го разбери. Да. Имам едно прашање да ја прашам. Во смисла на заеднички живот, свадби и така натаму, го сегаш што како клише, сакаш клише да биде или не? Леле, сега планираме и знаеш што? И јас сум од оние ненормалните кои што не знаат многу го сакам да ми чукне на врата девојачка, као сакам да помена, а во исто време ме нервира. И се не можам да се одлучам, ама сигурна сум дека Тапан ќе чукне. Тапан мора да чукне. Така, да. Другите сегменти гледаме да ги елиминираме, да немаме толку влијание од традицијата, затоа што и двајцата сме против многу тие Сакам да има работи кои што имаат смисла. Убаво е да дојдеш како, нели, иден мој маж и да ме земеш од дома, тоа има смисла, нели доаѓаш. Ама семења, пче, кокош. Кокос. Не. Како си помина во Југославија? Одлично. Јас требам да ја кога да прашам. Не, искрено. Па еве. Да лажиш. Оставам телефонот. Да ти кажам, ти да имаш пристапено вака, ќе се смеев. Да. Да, ти имаш друга аура. Да. Ова бе многу страшно. Може да те викнат да заплашуваш луѓе. По потреба. Не дај Боже, не. Добро, кај што тоа нешто. Може да се вика емисијата кај што тоа нешто. Одлично, мислам дека убаво си помина. Преубаво. Да, биде горе-долу се емоциите во еден пола сат. И оце кумба, фала ви најмногу што ги поддржувате сите мои идеи. Луди и налуди. Ја па им се сврдим и ми викам фала. Фала. Што го плашивте? Фала за имам низок притисок, сигурно се 120-160. Па тама енергија да пука за вечер. Ја запомнила го. Тоа е тоа беше и во на Јо, кумбата и Јоцо. Кумба Јо и во на Јо. Гледајте Југо, слушајте македонска музика и немој да се плашите. Окей. Ако не пишете свашта на интернет, може вака да ви дојдат. Ова беше добро. И тоа е добро. Може вака да ја завршиме. Да. Ајде, чао.